Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Црн чат над Скопје се запалила машина за мелење железо во склад за стари возила. 123 години од смртта на Гоце Делчев. Нема отстапки за идентитетот. Власта очекува вжештување на односите со Бугарија. Опозицијата обвинува дека се создаваат вештачки непријатели. Ке обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапи. Бугарите не се непријатели? Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме. Кривични пријави за 4 малолетнички за врсничкото насилство во Ѓорче. Полицијата најавува кривична одговорност и за родителите. Горивата поскапуваат, дизелот за 2, бензините за 2,5 денари по литар. 46 години без Тито, југоносталгија или желба за стабилна држава. Сите бевме тажни. Значи немаше човек што не плачеше. Однос на лидерството е без конкуренција. Многу убаво осеќавање. Тоа време никогаш не се враќа. Овие вести во живо со детали за пожарот во Визбегово ги пренесуваме деталите од одбележувањето на годишнината од смртта на Гоце Делчев, а очекуваме вклучување и од Идризово со последните информации од денешното судско рочиште за случајот Пулс. Останете со нас. Голем пожар околу Пладне избувна во складиште за хаварисани автомобили кога се запалила машината за мелење на железо. Црн густ чад со часови го покрива небото над Скопје. На терен е колешката Габриела Лескова, имаме во живо во овие вести. Габриела, зад тебе се уште се забележува чад, каква е во моментов состојбата? Иван, состојбата во моментов се уште е доста критична, земајќи го во предвид фактот дека цели 4 часа сите противпожарни капацитети на Скопската противпожарна бригада интервенираат токму во овој пожар позади мене. Станува збор за пожарот во Визбегово. Има запалено склад, односно на приватна фирма, како што напомена и ти, за стари хаварисани возила. Меѓутоа, овој пожар службите го добиле практично дека избувнал точно на Пладне, пошто од Центарот за управување со кризи веднаш им ги информирале скопските противпожарни бригади да се упатат на местото на настанот. Како што напоменав, овде се интервенира со сите капацитети на Скопската бригада. Меѓутоа, поради сериозноста на ситуацијата, станува збор дека град Скопје уште веднаш побарал воздухоплови да интервенираат врз овој пожар. Меѓутоа, хеликоптерите како на МВР, така и на АРМА се во состојба на готовност. Меѓутоа, тие биле спречени во текот на изминатите 4 часа да интервенираат поради тоа што има близу далековод и поради големиот чад кој што е избувнат. Ова практично се двата фактори поради кои што хеликоптерите на МВР и на АРМА досега не интервенирале. Успеав да поразговарам со директорот на Центарот за управување со кризи за тоа какви мерки се преземаат од Пладне па до сега, исто така и со портпаролот на МВР за тамошните информации. Во продолжение да ги слушнеме нив. Околу 12 часот во единствениот број за итни полиција 112 добивме повик за пожар во Шуто Ризари. Веднаш ги информиравме сите надлежни институции. Тука моментално се 8 екипи од противпожарна од град Скопје. Исто така од град Скопје беше побарано и воздуплов. Веднаш пративме барање до сите надлежни институции. Од Министерството за одбрана ни одговорија дека има подготвен воздуплов. Меѓутоа, заради многу чад, не може моментално да интервенира. Во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека настанал пожар во отпад за старо железо во Шуто Ризари. На местото на настанот се упатени екипа од бригадата за противпожарна заштита и полициски службеници. Се превземаат мерки за откривање на причините и целосно расчистување на случајот. Габриела, во близина на ова локација неодамна имаш исто така голем пожар, ако не грешам, тогаш горе автомобилски гуми. Има ли некаква информација кој е собственик на складот во кој што во моментов има пожар, какви се информациите од надлежните институции, имаат ли воопшто некаква дозвола за работа? Да, Иван, вака сега официјално нема ништо по однос на ова прашање, меѓутоа неофицијално станува збор за истиот собственик на фирма на депонија, каде што имаше
од десната страна од објективот на мојот колега Горан Најдов можете да забележите. Практично пред неодамна, пред неколку месеци гореше и таа депонија, меѓутоа тогаш надлежните утврдија дека оваа фирма собственикот нема никаква дозвола за работа, настана голем конфликт, имаше тогаш голема тепачка при што беше уопштен и собственикот. Денеска станува збор практично пожарот од спроти овој што го наведов сега, станува збор за истиот собственик кој што има фирма. Дали има дозвола за работа се уште е непознато, меѓутоа градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски кажа дека овој случај е пријавен и во МВР и во јавното обвинителство, како и од Министерството за животна средина, чисто служби треба да утврдат дали практично оваа фирма има дозвола за работа или пак нема. Исто така надлежните не откриваат никакви детали која е официјалната причина за избавнување на овој пожар, меѓутоа за тие официјални информации ќе почекаме за во вестите за во следното издание. Иван, јас сум овде 4 часа, можам да забележам дека ветрот денеска прави најголем проблем практично на службите, на пожарникарите кои што го гаснат, бидејќи во зависност во кој правец дува ветрот, во тој правец се шири и самиот пожар и го прави целиот овој процес да биде навистина потежок за гаснење. Остануваме на терен со нови детали, ќе се јавиме во вестите во 19 часот. Да, Габриела Лескова, ќе ја следиме состојбата. Благодарам многу за ова вклучување. Те очекуваме повторно во Централниот дневник. Црн чат над Скопје се запалила машина за мелење железо во склад за стари возила. 123 години од смртта на Гоце Делчев. Сто 23 години од како загина Гоце Делчев. Државни делегации, представници на партиите и дипломатскиот кор утрово дадоа почит во црквата Свети Спас во Скопје. Деталите од настанот ги има колешката Ивана Соколович Најдове. Имаме во живо во овие вести. Ивана, какви пораки беа испратени? Така, Иван, Македонија денеска одбележува 123 години од смртта на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев. Со целодневна практично програма беше одадена почит кон неговото дело, неговиот лик и неговите заложби за слободна држава. Овде со панихида во црквата Свети Спас, каде што се наоѓаат и неговите посмртни устанки, беше одадена почит, порака испрати поглаварот на МПЦ дека неговите дела мора да останат вечни и да се поклонуваме, но да ја ценим и она негова заложба што е направена за Македонија. Имаше и политички пораки и од страна на премиерот Мицкоски и од страна на опозицијскиот лидер со спротивставени ставови. Едниот велики дека Македонија мора да ги почитува идеалите на Гоце, од друга страна опозицијата обвини дека актуелното раководство на државата не ги почитува вредностите за кои што се залагал македонскиот учител, великан и револуционер. Бројни делегации овде положија цвеќа и во моментов граѓани положуваат цвеќе, се поклонуваат пред вечното почивалиште на Гоце Делчев. Еве како изгледаше целосната слика. Македонија одбележува 123 години од смртта на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев. По повеќе од 1 век од неговата смрт, заветот за слободна држава и високата цена која ја плати за слободата треба да биде потсетник за неговото дело, порача поглаварот на МПЦ господин Стефан, кој одржа панихида во црквата Свети Спас. Па светот и денес има потреба од луѓе како Гоцета. Македонија и денес има потреба од херои како него, потреба од личности со љубов кон својот народ и со почит кон сите народи. Има потреба од луѓе кои нема да се плашат да застанат против неправдата. Ликот и делото на Делчев мора постојано да се пренесуваат на идните генерации затоа што вредностите за кои се залагал денес не се целосно почитувани, порача премиерот Мицкоски кој се поклони пред гробот на Гоце. Да се сеќаваме на неговиот лик и дело и на тој начин тој лик и дело да биде пренесен на генерациите кои што доаѓаат по нас, бидејќи вредностите во кои што верувал овој наш титан и великан Гоце Делчев, за жал денеска некои земји членки на Европската Унија се уште не ги почитуваат, не само што не ги почитуваат, туку и не ги спроведуваат. Тој бил пред времето и како таков оставил неизбришлива трага по македонската историја и македонскиот идентитет. Битката за слободна и праведна земја каква што посакувал Гоце и денеска трае, но идеалите на македонскиот револуционер се во спротивност со политиките на актуелното раководство на државата, оцени опозицијскиот лидер Филипче.
Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните заложници на својата корупција и власт. Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име, додека уништуваат се за што тој се бореше. Во чест на учителската дејност, визија и мисија на Гоце Делчев, делегација од државниот врв, амбасади, граѓански организации положија цвеќе и се поклонија пред неговото вечно почивалиште. Во собранието пак беше доделена државната награда Гоце Делчев за 2026 година за остварување во науката на професорите Михајло Марковиќ и Сонја Новотни. Делчев, кој пред повеќе од 1 век го разбра светот како поле за културен натпревар на народите, беше убиен од османлиската војска на 4 мај 1903 година во селото Баница на пат кон Сер. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицковски од црквата Свети Спас денеска порача дека нема отстапки за идентитетот, но најави и дека очекува вжештување на односите со Бугарија. Лидерот на опозицијата пак обвинува дека Бугарија не е наш непријател за власта, посочувајќи дека власта создава вештачки непријатели. Процесот на формирање нова влада во Бугарија почнува утре. Премиерот Мицковски не очекува напредок во разговорите со Бугарија и покрај тоа што официјална Софија е на чекот до формирање на политичка влада на Радев по подолг период. Напротив, тој вели дека атмосферата ќе се вжештува бидејќи источниот сосед се потпира на домашни политичари кои според него биле на линија на Бугарија. Сепак Мицковски вели дека е подготвен на разговори, но без отстапки во делот на идентитетот. То се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Се додека има такви политички структури и обштествени сили, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Но ние како влада сме секогаш подготвени за билатерални, мултилатерални разговори. Ќе обстоиме на она што представува наш корен, ќе обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапне. На обвинувањето на опозицијската СДСМ дека владата сепак подготвува простор за уставни измени, Мицковски вели. Некои прашања и не заслужуваат одговори. Едно од тие прашања и ова прашање. Наспроти Мицковски пак лидерот на СДСМ Филипче вели дека само уставните измени ќе го отворат евроинтеграцијскиот пат. Обвинува дека власта не работи на реформската агенда и дека Бугарија не ни го загрозува идентитетот. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел да и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. Всушност ништо не се прави за да може да плячкаат со мала група на луѓе у позадина. Тоа е суштината на тоа што се случува. Бугарите не се непријатели. Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме. Филипче и понатаму смета дека гаранција за македонскиот идентитет би била заедничка резолуција во собранието за евроинтеграциите. Во меѓувреме, бугарската председателка Јотова утре наутро ги почнува консултациите со парламентарните партии за формирање на владиниот кабинет, иако веќе е јасно дека владата ќе ја предводи екс-председателот Радев преку новоформираната партија Прогресивна Бугарија. Сценаријето предвидува брзи консултации, врачување на мандатот во четврток и негово гласање во петок на 8 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија. На денешната трибина одржана во владата, министерот за надворешни работи порача дека е работа на историчарите да ги утврдат фактите за случувањата во историјата. Според Муцунски не е спорно постоењето на заедничка историја. Јаневска пак верува дека ќе се најде соодветно решение во рамки на комисијата. И дебатата за историјата треба да ја оставиме на историчарите, а ние треба да работиме да го браниме она што на нас ни е суштински најбитно, а тоа се корените на нашиот идентитет, на нашиот јазик и почита кон она што го оставиле нашите предци. Затоа историската комисија како таква продолжува да работи
Не е работа на политичарите да се мешаат во резултатите кои што ќе ги постигне комисијата, но многу е значајно политиката да не влијае на еден или на друг начин, но и политиката да има доверба во тие луѓе кои што се во таа историска комисија. Од таа комисија ќе успеат на еден културен начин, како што Гоце Делчев рекол, на културен надпревар, да докажат дека имаме право на собствена историја, затоа што имаме право, дека ја имаме таа собствена историја, затоа што реално ја имаме таа собствена историја и затоа што не треба да има никаков интервенционализам во било чија национална историја. На светот да му покажеме дека ние сме поразлични, дека ние имаме собствена култура, дека имаме собствена традиција, а негувањето на културата и традицијата секогаш е зацврстување на идентитетот. Години по смртта на Гоце Делчев. Дали великанот може да биде причина за единство наместо поделби? Може ли да се оспори неговиот придонес за македонската државност? Тема на денот со професорот Митко Панов од Институтот за национална историја, член на Историската комисија со Бугарија. Полицијата поднесе кривична пријава против 4 малолетнички за насилството врз девојче во Ѓорче Петров. МВР денеска информираше дека единицата за внатрешни работи Ѓорче Петров при секторот за внатрешни работи Скопје до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против 4 малолетнички, една 17 годишна и 3 14 годишни, сите од Скопје поради основи на сомнение дека извршиле две кривични дела насилство, предвидено и казниво по член 386 од кривичниот законник. Во два одделни настани на 27 март годинава и на 30 март годинава пријавените физички нападнале 13 годишна малолетничка, а видеозапис и фотографии од настаните биле објавени на социјална мрежа. Кривичната пријава е доставена до јавното обвинителство Скопје и се постапува согласно законот за правда за деца. Во текот на утрешниот ден, како што информираше полицијата, МВР Скопје ќе поднесе кривична пријава и против родители на инволвираните малолетници. Случајот за монструозното насилство беше објавен пред една недела. Јавноста беше згрозена од информациите дека ученичка во 6-то одделение од општината Ѓорче Петров била брутално малтретирана, горена со цигари и принудувана да јаде кучешки измет. Од Министерството за образование денеска информира дека до градоначалниците испратиле допис со кој иницираат враќање на дежурни наставници во училиштата и дворовите со цел навремено да се превенира насилството помеѓу учениците. Директорот на судска медицина Александар Станков денеска сведочеше во судница на рочиштето за случајот Пулс. Тој одговараше на прашањата за изготвените анализи врз починатите во дискотеката во Кочани. Рочиштето заврши предмалку, од судницата во Идризово во живо го имаме колегата Зоран Јаневски. Зоран, какви информации можеа да се случнат на денешното рочиште? Да, денеска цели 4 часа сведочеше директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков, кој одговараше на прашање од јавното обвинителство и адвокатите во овој случај. Тој зборуваше за причините кои што довеле до смртта кај 63-цата загинати во пожарот во дискотеката Пулс. Како што рече Станков, главна причина за смртта е труење со јаглерод моноксид. Тој кажа дека концентрациите на јаглерод моноксид кај жртвите се движел од 10 до 40%. Неговото вдишување, како што појасни, предизвикува мускулна слабост, отежнато движење, повраќање, губење свест, кома и смрт. Институтот за судска медицина открил дека во крвта и во телата на починатите имало и водороден цијанид, но како што појасни Станков, тоа не било главна причина за да настапи смрт кај загинатите. Со токсиколошките анализи кои што биле правени во Институтот за судска медицина кај жртвите било детектирано и присуство на алкохол и дрога, но како што рече Станков, тоа не било пресудно за да настапи смрт кај загинатите. Имаме изјава да ја погледнеме. Тие не придонеле скоро општо во настапување на смртниот исход и тие не можеме да ги гледаме како единствен фактор понатаму. Значи не може да ги исклучиме и да ги изолираме само како фактор на делување. Постојат многу фактори на делување кои што се многу побитни од типот на
просторот, од типот на неможноста за евакуација, од типот на неможноста за присуството на чад, присуството на топол воздух, присуството на јаглерод моноксид и цијанидни гасови. Зоран, минатиот месец родителите на загинатите беа на средба во судска медицина со директорот Станков, но таму им беше порачано дека деталите од извештајот ќе ги слушнат во судница. Како реагираа по денешното сведоштво на Станков во судница? Да, и тие во голем број го следеа денешното судско рочиште, на кое свое објаснување за причините за смртта имаше првиот човек на Институтот за судска медицина, Станков. Тие реагираа што во претходниот период дел од медиумите во земјата се обиделе вината да ја посочат токму кај нивните деца, бидејќи во крвта во токсиколошките анализи било утврдено дека кај нив има дрога и алкохол. Имаме изјава да ја погледнеме. Заклучокот од Институтот за судска медицина Скопје е јасен. Причината за смртта кај најголемиот дел од 63 млади лица е насилно задушување како последица на труење со јаглерод моноксид, водороден цијанид во услови на пожар, густ чад, отровни гасови, висока температура и недостаток на кислород. Кај 4 лица заради притисок на градниот кош, кај 3 лица поради амбиентална асфикција и кај 1 лице заради термички оштетување на дишните патишта. Но заеднички именител е смртоносна средина која не смеела да постои. Ова не е смрт од еден причинител, туку резултат на комбинирано синергетско дејство на повеќе фактори и последица на системски пропусти. Но токму овие факти намерно се занемаруваат за да се пренасочи вниманието кон неосновани и малограѓански шпекулации. Никој нема право да ја менува вистината со шпекулации. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс, кој што се случи во марта лани, продолжува веќе во среда, а според најавите, судскиот процес продолжува со изведување материјални докази кои се однесуваат на обвинетите вработени во локалната самоуправа и градоначалниците во овој случај. Иван? Зоран Јаневски, благодарам за ова вклучување во вестите и за пренесените информации. Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, кој беше осуден за случајот 27 април, денеска е пуштен на условен отпуст, потврдил за МИА директорот на затворот Штип Дејан Здравков. Чавков од затворот Штип излегол денеска околу 10 часот. Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков затворската казна ја издржуваше во затворот Штип. Чавков беше осуден на 18 години затвор за тероризам по настаните на 27 април 2017 во Македонското собрание. Горивата поскапуваат, дизелот за 2, бензините за 2,5 денари по литар. 46 години без Тито, југоносталгија или желба за стабилна држава. Сите бевме тажни. Значи немаше човек што не плачеше. Однос на лидерството е без конкуренција. Многу убаво осеќавање. Тоа време никогаш не се враќа. Горивата поскапуваат, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Од полнок дизелот ќе се продава поскапо за 2, а бензините за 2,5 денари по литар. Во меѓувреме, надлежните институции продолжуваат со засилени контроли, а според последните информации има индиции дека најмалку една компанија која набавувала гориво по намалена цена во земјава ја препродавала во земји од соседството. Мартин Арсов ги има деталите. Поскапуваат и бензините и дизелот. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ, бензините ќе се продаваат за 2,5 денари поскап и ќе чинат 85 и 87 денари по литар. Дизелот пак оди нагоре за 2 денари и ќе биде 93,5 денари. Ова се максимални цени, но поради попустот од снабдувачот. На најголемиот дел од бензинските станици, бензинот од 95 октани ќе чини 83 денари, 98 октанскиот за 85 денари, додека дизелот ќе се точи за 90,5 денари по литар. Во сила и натаму остануваат владините мерки за бензините повластено ДДВ од 10% и намалена акциза за 2 денари, а кај дизелот акцизата е скратена за 4 денари. Премиерот Мицкоски рече дека траат засилените проверки од страна на пазарните инспектори, поради сомнежи дека одредени нафтени компании вршеле реекспорт на горива.
Тој откри дека инспекциите следат по информации од луѓе вклучени во овој бизнис. Наше е да провериме секоја информација која што ја добиваме, се разбира, во зависност од тие проверки, така и како влада ќе реагираме, инаку проверките се уште течат. А за колку компании имате индиции дека извезувале? За најмалку една. Цената на нафтата на светските берзи денеска расте. Брент поскапе за околу 5% и надмина $114 по барел. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поминајќи